Јас во правец на искрена соработка и надеж дека некогаш нештата ќе се сменат, и на почетокот ви се заблагодарив за репликата и за поддршката која ја дадовте. Но јас исто така ви укажав на реалноста. И вие всушност сега ве разбирам дека жалите што ви ја кажав реалноста. Но исто така жалиме сите овде во оваа амандманска расправа додека трае, излегувате и кажувате дека се изнаоѓаат средства од негде за да се покрие тоа ние што го бараме, а во реалноста нит се покрива, нит се наоѓа. Сега, жалиме ние овде секој ден, но сме исто така и сведоци на манипулирање, почитувани колеги. Па ве молам во буџетот, ако го погледнеме, ако може, во субвенции и разни трансфери, во одредени министерства, ставката да не се намалува, значи да се трошат средства за договорни услуги, а велите дека буџетот го креирате на таков начин да биде конструктивен во сооднос со овие кризи кои што се во моментов, и сега што се случува? Вие од таму жалите, ние од овде жалиме, а граѓаниве од Рачево, Батинци и Љубош немаат каде да прошетаат. И што сме направиле? Ние имаме конструктивна соработка. Ние ќе ја имаме конструктивната соработка, ама ако гледаме да има дела и да се реализира нешто. И ве молам, пак ќе повторам, луѓето се разочарани да аплицираат за било какви грантови, бидејќи сме сведоци на доделување грантови на оние кои не го заслужуваат тоа. Се додека не се надмине таа ситуација, се додека не се види развршница во јавноста, што се случи со Лидија Димова, што се случи со средствата заев што ги доби, народот ќе биде разочаран и нема да ги практикува тие алатки кои ги има на располагање. Ви благодарам.